Offside, that's what we call it. 33-годишниот Малонг според постигнувањата е најдобриот пинг-погар на сите времиња. Македонската јавност веројатно малку слушнала за него, но тој е олимписки шампион и успел да се задржи на првото место цели 30 месеци. На минатогодишните летни олимписки игри во Токио, Кина го потврди својот статус на спортска велесила. Со 38 златни, 32 сребрени и 18 бронзени медали, Кина беше втора најуспешна земја во светот. На зимската олимпијада, која годинава се одржа во Пекинг, Кина повторно беше трета, зад Норвешка и Германија. На што се должи успехот на кинеските спортисти? Кина вложува стотици милиони долари секоја година во обука на идните шампиони. Во Кина постојат над 150 елитни спортски кампови и десетици илјади други тренинг центри. Во обуката и едукацијата се вклучени над 3000 државни спортски училишта, кои реализираат стотици различни програми и подготвуваат милиони таленти. За стратегијата за развој на спортот и нејзината реализација се грижи владина агенција на рангот на Министерството за спорт. Негови ингеренции се создавањето национална програма, развој на спортската индустрија и промоција на спортот во руралните региони, промовирање на физичка активност во училиштата и заедниците, организирање на спортски настани, справување со злоупотребата на дроги и стимуланси, како и финансирање на истражувања за развој на спортот. Кина вложува милионски суми кога е во прашање иднината на кинеските спортисти. Дел од тие средства, предвидени за унапредување на спортот, завршили и кај македонски спортисти и тренери. Ви ги раскажуваме и нивните приказни. Добре дојдовте во Нихао, посветена на спортот. Спортски поздрав! Роден во декември 1979 година, овој македонски фудбалер во неколку македонски екипи вообичаено играл среден ред. По Силекс од Кратово следувал работнички во Скопје, а по главниот македонски град пак вистинска светска метропола. Игнатов во 2007-та заминува во денес 20 милионскиот Пекинг. Стојан, ти си еден од македонските спортисти, односно фудбалери, кој што во својата професионална биографија има запишано и игра за кинески фудбалски клуб. Која година замина и како замина генерално во Кина? Во Кина заминав 2007 година. Пред тоа 5 години играв во овој клуб работнички. Што го снимате овие играчи. Исто и јас така почнував као нив доста млади, надежни играчи. А самиот повик од Кина за мене беше предизвик. И од Кина како земја да ја видам и финансискиот дел секако се разбира. Кина заминав на предлог на Никола Томич. Тој живее во Тетово, живеја доста години во Кина, во Пекинг. Он ме предложи таму, тогаш се носеа цедиња, за разлика од сега ги гледаат, доста ги пратат играчите. Имаше интерес од Гуан се вика клубот, Бејџинг Гуан, имаше интерес. Заминав таму и не се покаја што престојува во Кина таа година. Колку време се задржа во тој кинески клуб? Година ден. Како изгледа кинескиот фудбал во споредба со европскиот, оној кој што нас ни е далеку попознат? Има ли некоја голема разлика? Па, може голема разлика има во квалитетот на играчите. Мада и они се стремат сега и тренерите, доста тренери отидоа од европските земји. Доста квалитетен фудбал се игра. Навијачи има големи стадиони, модерни стадиони, скоро секој стадион е наполнет до последно место. Доста популарен е фудбалот и секако пак ќе речам и финансиите си го прават своето. Самите финансии прават да е популарен фудбалот, да се популарни спортовите, да се пуни трибините и така. Кина е позната по својата дисциплина, без разлика за кој сектор станува збор. Како изгледа фудбалската дисциплина? Па, кога отидов, пошто отидов, ние балканците сме малце научени, знаеш, после секој потежок тренинг ние ќе се пожалиме на тренери и ќе кажеме, се тренира многу, се работи јако. Таму кај нив као логиката за тој појак тренинг не постои. Секоја задача што ќе им се зададе, максимално ја работат и за година дена не слушнав ни еден играч да каже дека тренинзите се тешки и напорни и така. Што е со навивачите? Како изгледа дисциплина во навивачки редови? Па не знам дали сте го пратиле тој азиски фудбал, посебно Кина, Јапонија, Кореја.
навијачите се баш фанатици, со оние големи знамиња позади головите. Атмосферата е супер и секој играч би сакал да игра пред полн стадион и пред таква атмосфера. Пекинг Гуан е фудбалски клуб основан во 1955 година. Својата биографија како професионален фудбалски клуб почнува да ја испишува пред 30 на години. Вториот дом на страстните навивачи на Пекинг Гуан е работничкиот стадион или Гонг Ти, со капацитет за нешто повеќе од 65.000 навивачи. Каков е односот на медиумите кон фудбалерите, генерално кон спортистите? Па, ако ви кажам дека преку цела недела 24/7 се вртат утакмиците одиграни во сабота, во недела, као Европа, овие големите земји, големите клубови, се следи, популарна е, маркетингот е многу развиен и така. А како води клубот сметка за вас? Имате ли редовни систематски прегледи? Внимавате ли на тоа што јадете, колку спиете? Све тоа е неприкосновено. Јас да ви кажам, кога потпишав таму, мене медицински прегледи ми правеа. Влегов во клиника, сабајле во 8, буквално во 8 вечерта излегов од клиника пред да го потпишам договорот. Секој делче од телото буквално ми беше сниман. А колку ти беше пречка јазикот? Па зборот, имавме преведувач од Србија. Имав играчи од Бразил, од Нигерија. Ја комуницирав преку преведувач од Србија, што работеше во клубот. Пред тоа имат играно Хрвати и Срби во тој клуб, и англискиот, со странците англискиот, мада кинезите англискиот не го користат многу. Спомена дека си бил во Пекинг. Да. Како ти се допадна Пекинг како град? Целото тоа мултифункционално општество? Можам слободно да ви кажам, после Македонија, земја во која што можам да живеам и град во кој што можам да живеам е Пекинг. За Игнатов, несомнено и Кина и Пекинг биле неверојатно искуство. Доказ за тоа е неговото повторно враќање токму таму, но овој пат со сопругата. Кариерата ја завршил овде во Скопје, но Пекинг останува град на кој што вели дека со сигурност еден ден ќе му се врати. Јас се вратив во Кина, 2007-2008 игра во Кина, Романија, Кипар. Прво кога се вратив овде да завршив кариерата во Македонија. Првото што сакав да го покажам на мојата сопруга сега, ја однесов во Пекинг на шетање, 10 дена шетавме, поминавме прекрасно и секако би се вратил еден ден таму сигурно. I'm ready. You? Жан Кенгјанг или Стивен Жанг е роден на 21 декември 1991 година во Нанјин, Кина. Според магазинот Fortune, 2 години поред тој е прогласен за еден од 40 највлијателни бизнисмени во Кина, кои имаат помалку од 40 години. Во неговата биографија стои дека високо образование завршил во САД, а може да се пофали дека бил подпредседател на Suning Holdings групацијата и председател на Suning International, која што е рангирана како втора по големина недржавна компанија во Кина. А приходот на економскиот гигант изнесува над 140 милијарди долари годишно. На свој 27 години е познат и на пошироката јавност како најмлад председател на фудбалскиот клуб Интер Милано. Стивен Жанг тогаш вели дека е неверојатно горд да го води клубот во новата ера. Чувствувам одговорност да ја задоволам страста на милиони фанови низ целиот свет и целосно сум подготвен да го прифатам предизвикот да бидам председател во 110 годишнината од постоењето на овој престижен клуб, изјави Жанг. Во 2019 година вредноста на Интер расте за 40% и достигнува 692 милиони евра, што е најголем раст на фудбалски клуб во Европа генерално. Во мај 2021 година Интер ја освои 19-тата шампионска титула во историјата на клубот, за прв пат по 11 години откако станува шампион на Италија. Со тоа Жан Кенгјанг станува прв кинес сопственик на клуб во Европа што освоил титула. Вториот трофеј за неговото председателство е италијанскиот суперкуп, кој го освои пред неколку месеци во дербито со Јувентус. На најмладиот председател му успеало за само 2,5 години да го постигне овој успех. Firstly, it's an emotional moment. It's a special moment for everybody, who's involved in these projects.
who work and then stay with us in this journey. I just want to first of all thank everybody. Firstly the fans, all the stakeholders, all the people who involved with us, worked with us, and obviously to our coach Antonio Conte and the players, because they are the one playing so hard on the pitch and deliver results. And also at the same time, I want to thank all our employees, management, our two CEOs, who is delivering the results and supporting me during the years, not only this year, but the past 4 or 5 years. I think everybody who is in these projects or working with us, supporting us in the past, not just only 1 year, the 4 or 5 years, I think this Scudetto has a piece of them, and they have a piece of this Scudetto. So I want to thank them. And obviously I want to thank not only the employees in the company, but also the company who gave me this project and deliver this project, who trust in me and who trust the team eventually to win the title. Especially also thanks to my father. Also, at the end, obviously, I want to thank also Mr. Marathi, who also during the years guide me and support me, even emotionally or psychologically, to help me to understand what is Inter. But lastly, but not the least, obviously, all the fans. The fans who love sports, the fans who love Inter, the fans who pay attention on us, having thought about us. Well, we hope this joy or this result deliver the hope in this difficult period around the world during the pandemic. We hope that shows a positive energy to everybody. Интер не е единствениот фудбалски клуб со сопственик и поддршка од Кина. Листата е долга и во неа се вбројуваат Атлетико Мадрид од Шпанија, Сош од Франција, Славија Прага, Рединг од Англија и други клубови како Астон Вила, Саутхемптон и Вулверхемптон. Кина одлучи да стане фудбалска сила и направи долгорочен план, чија реализација е во план да се исполни во 2050 година. Тоа практично значеше сериозна експанзија, но и привлекување на странски играчи во домашната лига со огромни бонуси. Историски трансфер во кинеската Суперлига направи аргентинецот Езекил Лавеци, кој во 2016 година замина од Парис Сен-Жермен за плата од околу 800.000 фунти неделно. За 3 години тој постигна 35 голови на 74 надпревари и заработи над 40 милиони фунти. Нешто помал трансфер направи поранешниот напаѓач на Манчестер Юнајтед и Манчестер Сити, Карлос Тевес, кој во Шангај Шенхуа заработуваше 635.000 фунти неделно. Ривалскиот клуб во Шангај го обезбеди потписот на Оскар од Челси, кој игра и ден за плата од 5.000 фунти неделно. Досегашната негова соработка во кинеската Суперлига изнесува 60 милиони фунти. Бразилецот Hulk потпиша договор за истиот клуб од Шангај за неделна плата од 320.000 фунти и заработи 47 милиони пред да си замине во 2020 година. Многу познати имиња како Марек Хамшин, Грацијано Пеле, Стефан Ел Шарави, Паулиньо, Едери Фелаини последниве години играа во кинеската Суперлига, пренесувајќи ги своите знаења, подигнувајќи го квалитетот, конкуренцијата и атрактивноста на фудбалот во Кина. Иако кинезите традиционално се уште се врзани за други спортови, најважната споредна работа на светот стекнува се поголема популарност на истокот. Навивачките групи се формирани и тие го очекуваат историскиот успех на нивните фудбалери. Остануваат уште 28 години за да видиме како ќе се реализира амбициозниот план за претворањето на Кина во фудбалска велесила до 2050 година.
Од фудбалските терени се селиме на кошаркарските, а од Пекинг во Фошан, затоа што токму таму во 2016 година се стационираше и македонскиот кошаркарски тренер Владимир Мирковски со сопругата и тогаш 4-годишната ќерка Софија. Ковид пандемијата ги врати дома, во Скопје, но искуствата од Фошан, градот на керамиката, се уште се свеж потсетник на едно неверојатно искуство. Владимир Мирковски денес ги тренира учениците од Владо Тасевски во Скопје и кошаркарите на клубот Куманово. И за среќа на сите нас, успева дел од тие интернационални искуства да имплементира и овде. Јас 2016 година, на покана на еден мој пријател од Србија, заминав во Пекинг најпрво. Значи, во компанија составена од преку 200 странски тренери од целиот свет, кој што беше како место кое ги абсорбира сите тренери, после тоа ги распределува низ други провинции и градови низ Кина. Имав шанса да го посетам и Шангај, да работам неколку месеци, Гуанжо и на крајот некако Фошан ми беше град кој највеќе ми одговараше за мене и за моето семејство и некои 3 години се задржав во Фошан. Што работеше таму? Кого тренираш? Јас бев тренер на млади кошаркари, значи дечиња од 8 до 16 години. Исто така работев со екипа во средно училиште, каде што тамо малце системот е поразличен, они не надпреваруваат како кај нас секој викенд, него има само школски надпревари и ние се ги припремавме тие кошаркари за тие надпревари што следуваат во текот на неделата. Благодарение на кинескиот образовен систем, ќерката на Мирковски денес перфектно зборува кинески. Се обидува да се вклопи во македонскиот образовен систем, кој што многу се разликува од кинескиот. Спомнавте дека образовниот систем е многу поинаков од нашиот. Каков е нивниот однос кон образованието и генерално кон спортот? Па пред се кинезите се една нација која е многу дисциплинирана. Значи и самата дисциплина носи голема позитива во тоа, во спортот и дава резултат. Они се премногу исполнителни и премногу, значи, сакаат да работат, да тренираат и да повторуваат едни исти работи додека не ги усовршат. Значи не сакаат да експериментираат со некои нови работи, него чисто се насочуваат и сакаат да додека не усовршат нешто, не поминуваат на наредното. Најпопуларен спорт помеѓу кинеската популација е бадминтонот, а дека кинескиот народ сериозно го разбира и му посветува внимание на спортот. Доказ се минатогодишните летни олимписки игри во Токио. Скоро па троцифрена бројка на медали, кинеските спортисти вратија дома. Сведок на државен кинески успех кога е во прашање кошарката бил и Владимир. Со оглед на тоа дека си бил дел од таа кошаркарска фела, дали имаше прилика да посетиш некаков спортски надпревар? Имав шанса и чест да бидам дел од светското првенство, што се одржа во баш едната група беше во Фошан, каде што играше Србија. Имав шанса да ги гледам, значи, нашите соседи. И светскиот шампион Шпанија исто настапи во Фошан. Така да едно поголемо натпреварување беше тоа светско првенство што и азиските игри до 16 години, што беа домакини. Исто имав шанса и тоа да го проследам, каде што Кина и Австралија играа во финалето и Кина го освои тој азиски шампионат, да речеме. А претпоставувам на терените имало навивачи. Како изгледаат кинеските навивачи? Колку се различни од овие европските кои што нас не се многу попознати? Па, кинеските навивачи се некако попитоми. Значи нивната атмосфера е потеатарска, нема некое громогласно навивање, нешто у стилот на ракоплескање и така со некои балони и слично. Значи едноставно повеќе како театарска атмосфера. Немаат они навика да бидат гласни, бучни и да се однесуваат како на Балканот тука кај нас. А каков е односот на клубовите кон надпреварувачите? Колку се редовни систематските прегледи? Како изгледаат објектите во кои што тренираат дури еве и децата? Па они имаат 2 пати годишно, например за најмладите, задолжителен систематски преглед, кај што секој родител треба да го достави во школата или во клубот. Без тој систематски преглед, значи не може да почнат со тренинзи со надпревари. Условите за тренинзи за надпревари се на едно високо ниво, значи инфраструктурата им е
феноменална. Од типот на спортски сали, реквизити и ред други работи што се потребни за еден врхунски спорт. Со оглед на тоа дека си бил таму 4 години, претпоставувам дека имаш некаков печаток. Кој е најпопуларен спорт во Кина? Во Кина најпопуларен спорт е бадминтонот. Значи, мислам секој човек и во секоја спортска сала има минимум 4 до 8 терени за бадминтон. И после тоа, вака, меѓу младите сега најпопуларен спорт е кошарката. После светското првенство, се направи така една голема фама и атмосфера и голем број од децата сакаат да тренираат и да играат кошарка. Ако се земат во предвид милионските суми вложени во идните спортски генерации и се споредат со резултатите кои што кинеските спортисти ги реализираат на сите полиња, тогаш целта дефинитивно ги оправдува средствата. И според нивната истрајност и дисциплина во секој сегмент од живеењето, не е важно само да се учествува, туку и да се победи. Роден е на 12 септември 1980 година во Шангај. Неговите татко и мајка биле кошаркари. Двајцата високи над 1,80 м. На 9 години започнал да тренира кошарка, а на 10 веќе бил висок 1,65 м. Кога бил однесен на лекарски преглед, докторите прогнозирале дека може да порасне над 2,20 м. Јао Минг ги исполнил предвидувањата на лекарите и тој е висок 2,29 и важи за еден од највисоките играчи во историјата на американската НБА лига. Јао Минг е кошаркарска и спортска легенда, не само во Кина, туку во целиот свет. Во 90-тите години играл во јуниорскиот тим на Шангај Шаркс, тренирал и по 10 часа на ден. Кога преминува во сениорскиот тим на Шангај Шаркс, огромниот талент доаѓа до израз и го носи тимот до 3 финалиња во кинеската лига. Пресврт во животот и во кариерата на Јао Минг е неговото заминување во НБА лигата. Во 2002 бил избран како прв пик од страна на Хјустон Рокетс, што се случило за прв пат во историјата кога станува збор за неамериканец и некој што не играл колеж кошарка. Првата сезона ја завршува со 15,5 поени по надпревар и 8,2 скокови, што му ја носи наградата почетник на годината. Во својата кариера Јао Минг 8 пати настапил на НБА All-Star надпреварите, а неговите Хјустон Рокетс 4 пати ги однел во НБА плейофот. НБА кариерата ја завршил во јули 2011 како последица на бројните повреди кои го оддалечуваат од теренот. Јао Минг ја добил честа да го носи олимпискиот факел на игрите во 2008 и ја предводел делегација, носејќи го националното знаме на Олимписките игри во Пекинг. На 9 септември 2016 година, заедно со Шекил Онил и Ален Ајверсон, Јао Минг влегува во куќата на славните на НБА лигата, а во 2017 година во негова чест, Хјустон Рокетс го повлекуваат дресот со број 11. I will always remember my time spent with Houston Rockets as some of the best time in my life. As a basketball player, I was one of the most blessed players on planet. I played against some of the best athletes in the world. A great athlete not only has great teammates, but also great opponents. A great opponent push us forward. A great opponent like Shaquille O'Neal. Check. Every game we played remind me of the old saying that what doesn't kill you make you stronger. Thank you for that. По повлекувањето од НБА лигата во 2017-та, Јао Минг е избран за председател на Кинеската кошаркарска федерација, а станува собственик и на клубот Шангај Шаркс. За чудото наречено Јао Минг се напишани многу книги и се снимени многу документарци, но практично е невозможно да се долови неговиот целосен придонес за популаризирање на кошарката во Кина. Неговото влијание го подигнува интересот за кошарката, па во Кинеската лига доаѓаат голем број НБА звезди како Стефон Марбери, Трейси Мегрейди, Жилберт Аренас и Кенет Фарид, кои склучуваат милионски договори.
Тие дополнително го подуваат интересот за кошарката, а Кина се пробива како светска сила и кога кошарката е во прашање. НБА звезди, светски фудбалери и рекордни историски трансфери. Се ова се факти кои што ја прават Кина мека за интернационалните спортисти. А на сето ова, кога ќе се додадат и значајни спортски плати, историја и традиција за вкусување и нови дестинации за истражување, тогаш вреди за секој еден спортист во својата професионална биографија да ја впише и Кина.